Славчо прашува дали употреба на аналгетици после вежбање е добра стратегија за мускулите. Славчо, многу ти е добро прашањето. Искрено, одма знам дали е добро или не и знам дека не е. И минатата година, тоест не минатата година, туку оваа година, кога ги организиравме тие академии за луѓе кои што ги интересира вежбање и сакаат можеби да станат тренери, со Тоше, со IBFF и еден од говорниците, моја драга пријателка Дијана, знам зборуваше за ова и беше децидна дека никако не смее да се користи, ама јас никогаш не знаев зошто не смее да се користи. И ме иницираше твоево прашање и за себе лично да дознам што вистински се случува користејќи аналгетици, не знам, како аналгин, ибупрофен, нели, кои што често знаат луѓето кои што вежбаат да ги користат со цел да го намалат воспалението и да си помогнат. И ти дефинитивно го намалуваш воспалението, но не е тоа најдобриот начин за да постигнеш регенерација и воопшто телото не е среќно со тоа. И зошто е тоа така? Прва работа кога го ставаме телото на оптеретување, кога можеби имаме долги тренинзи од типот луѓе кои што се вистински живеат од спорт или се занимаваат со трчање и можеби на дневна основа трчаат минимум по 10 км, или луѓе кои што вежбаат со тежини, често искусуваат болка во мускулите и таа болка е практично воспалението кој што укажува на тоа дека во телото се случува регенерација. И при секоја подолга физичка активност во телото се ослободуваат едни соединенија биохемиски кои што се викаат простагландини. И тие практично се тригерот зашто не имаме болка и воспаление во мускулите. И доколку користиш аналгетици, прва работа ќе се засенат овие хемиски соединенија и нема да се продуцираат и да се појават во количини во телото кои што се потребни. Што не е добро, затоа што баш овие хемиски соединенија прават да се овозможува поголема еластичност и ширење на крвните садови, што овозможува поголем проток на крв. Тој поголем проток на крв значи повеќе кислород, носење на важни нутриенти и аминокиселини за да прават синтеза во мускулите и да се случува регенерацијата. И дополнително на тоа се пореметува и работата на бубрезите, од причина што бубрезите пак се задолжени за тие вишоци и поголем проток на крв кој што се одвива во телото да помине низ нив. И многу често научни студии зборуваат за ова дека луѓе кои што особено се атлетичари и кои што секојдневно имаат тренинзи и трчаат, доколку користат овакви апчиња, односно аналгетици, често им се јавува зголемено ниво на креатинин во крв, што укажува на акутен проблем со бубрезите. Тоа не е нешто хронично, но можеби ќе се случи да после одреден период има посериозно оштетување на бубрезите. И друга работа е видено, направен експеримент во лабораторија и кај глувци исто така, за тоа што се случува кога имаме оштетување на мускулите, и баш овие простагландини прават да поттикнуваат размножување во оштетените мускули на матични клетки, кои што матични клетки подоцна треба да го регенерираат мускулот, да направат повеќе клетки, така практично и расте мускулната маса во телото и секој пат стануваме посилни. И доколку користиме аналгетици, тој процес се намалува и тие простагландини нивната продукција се намалува и практично остануваат засенети покрај аналгетиците. Затоа не е најдобра стратегија за да ја намалуваш болката и воспалението. Многу подобра стратегија е да можеби користиш спа третмани, користиш масажи, криосауни, ладни тушеви, така натаму, кои што ќе ти помогнат за да помине побрзо болката, а болката е практично таа која што покажува дали ти постигнуваш регенерација и каков тренинг си направил. И затоа можеби буквално треба да го прифатиме оној кепшан амерички кој што вика no pain no gain.